Има 70 години и секој ден се качува до најопасната црква на светот. Етиопија е позната како земја со богата историја и култура која со исклучок на краткиот период пред Втората светска војна кога беше под италијанска окупација, никогаш не била европска колонија. Покрај тоа, оваа земја е претежно христијанска со голем удел на православни верници. Најсеверниот регион на Етиопија, Тиграј, е познат по своите необични монолитни цркви врежани во Карпите. Меѓу нив најспектакуларна е Абуна Јемета Гух, која се издига на височина од 250 метри и до не може да се стигне само на еден начин, со искачување. Тука нема заштитни огради, јажење или каква било друга помош. Верниците се искачуваат само инспирирани од желбата да се молат на ова светилиште. Црквата, позната и како капела на небото, била врежена во Карпата уште во 5 век и се наоѓа на планината Гералта. Богослужбите се уште се одржуваат во неа денес. Еден 70 годишен монах поминува по тој пат веќе 47 години. Овој свештеник го преминува опасниот пат за да ја отвори вратата од капелата и како што вели никогаш не се плаши. Иако ова се смета за најопасната црква во светот, ниту еден од монасите не е повреден додека се искачувал на ова свето место. И додека некои тврдат дека оваа локација е избрана за црквата да биде поблиску до небото, други веруваат дека била скриена во Карпата со причини од можни непријатели. Внатре во капелата има ѕидови насликани со икони од животинска крв, лој и земја, како и Библија стара 500 години.